Добро вечер. Во продолжение минути за најновите информации од културата. Со целонеделна богата програма, Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински одбележува 75 години од своето основање. Роденденската програма започна со пладневна поставка на представата Роња во изведба на Театарот за деца и младинци од Скопје. За сите овие 75 години во Прилепскиот театар Војдан Чернодрински биле одиграни околу 350 премиери, со над 7000 представи, а кои ги гледале над 1,7 милиони луѓе. Со секојдневно прикажување на вкупно 7 представи во изминатава седмица, Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински неделава одбележа 75 години од своето постоење. Роденденските чествувања започнаа во понеделникот, кога на сцената беа поставени две представи: Роња во изведба на Театарот за деца и младинци од Скопје и Хинкеман во изведба на независен театар Златен елец. Освен овие две представи, прилепската публика имаше можност да изгледа и уште 5 други театарски остварувања. Ученикот Чернодрински се враќа дома, Вечера за глупаци, Кокошка и Бура. А за окружувањето на овој значајен јубилеј е вечерва, со панел дискусијата под наслов Од киријања до ученикот. Наречен е Од киријања до ученикот, значи од првата премиера до последната премиера. Последната премиера ни ученикот во декември која што ја дадовме. Тоа е панел дискусија каде што сакам сите оние љубители, прилепчани кои што го сакаат театарот, сакаат да изразговараат за театарот каков бил, како сака да биде, да се сретнат со нас актерите, да споделат некакви мислења, некакви емоции, некакви чувства, можеби некакви критики, значи отворени сме како театарска институција се да чуеме, а после тоа пријателите на театарот, групата The Hounds, познатата група, ќе има тука офоето концерт, па ги поканувам исто така прилепчани да дојдат слободно на концертот и да наздравиме за 75 години Народен театар Војдан Чернодрински. 75 години љубов. Инаку Народниот театар Војдан Чернодрински со својата работа започнал на 18 февруари во далечната 1950 година, кога на сцената била одиграна и првата представа, односно представата Киријања. Од тогаш па се до денес, за овие 7,5 децении постоење, во Прилепскиот театар одиграни се околу 350 премиери, со над 7000 представи, а кои ги гледале над 1,7 милиони луѓе. Најгледаната представа е Солунски патарди од Миле Поповски, во режија на Коле Ангеловски, чија премиера била во 1984 година и досега се прикажани над 110 изведби. Културно-информативниот центар Скопје организира изложба на фотографии во рамки на проектот Вечни тела од фотографот Жарко Стојчевски и кореографката Искра Шукарова. Фотографиите се работени со 5 балетски уметници кои биле дел од ансамблот на Македонски народен театар, подоцна дел од Македонската опера и балет, а кои се наоѓаат во различни фази од својата кариера и животно искуство. Изложбата ја посети нашата колешка Ирена Спировска. Идејата дојде од мое лично искуство како изведувач, како балетски уметник и исто како современ танцов уметник и кореограф. Темата е за телото, возрастното тело кое што се менува, меѓутоа е се уште активно и моќно, не препознаено секогаш од нашиот систем како такво. Просто оваа изложба е жива архива на уметници кои што се меѓу нас, кои што се квалитетни и кои што имаат многу што уште да споделат. Ми представуваше огромна чест и задоволство да работам со великани од балетската уметност во целокупниот процес на подготовка од самото поставување на моделите на сцена до нивна реализација, одговорија најдобро на сите наши зададени задачи со Искра. Од еден поинаков аспект да го прикажеме возрастното тело доблесно, бидејќи се уште функционираат и може да го дадат својот максимум.
На 11 март, со почеток од 20 часот, во Македонската филхармонија, концерт ќе одржи симфонискиот оркестар на Американскиот универзитет Јейл. Овој оркестар има одржано повеќе турнеи низ светот и соработува со познати музичари од класичната музика. Во Скопје доаѓаат за прв пат како дел од европската турнеја. Се смета за еден од најважните младински оркестри во Соединетите Американски држави. Младите музичари кои членуваат во симфонискиот оркестар на Јейл ја продолжуваат својата кариера во најпрестижните оркестри во светот, како филхармониите во Њу Јорк, Лос Анџелес и Лондон. Диригент е маестро Вилијам Ботон, основач на англискиот симфониски оркестар. На репертоарот се дела од Штраус, Моцарт, Копланд и Вилијамс. Со промоција на публикацијата Ла Барака, изложба на костимографката Елена Дончева и свечен настан на кој што присуствуваа актери, режисери, професори и личности од театарскиот и културниот живот на Скопје. Беше одбележан 60-тиот роден ден на култното место на македонската културна историја, објектот на некогашниот Македонски народен театар, а денешен театар Комедија. Објектот на сегашниот театар Комедија долго време бил дом на трите еминентни македонски национални ансамбли – драма, опера и балет, а до денес и на ансамблите на турскиот и на албанскиот театар. Инаку, почесна гостинка на настанот беше и легендарната македонска прима балерина Емилија Джипунова, големата дама на македонската театарска и културна историја, која била директна учесничка во представите одиграни во февруари далечната 1965 година. Со оваа информација ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам што и денеска бевте со нас.